Денес во Кавадарци по 9-ти пат традиционално се одржува советодавна група на граѓани под мотото "Градиме пријателство, создаваме безбедност", помеѓу представници од полициска станица Кавадарци и членови на Сдруженијето на пензионери од Кавадарци. Како што кажавме, ова е традиционална средба и најпрво предвидено е да има мала едукација за целната група пензионери, а тука се и нашите колеги од полициска станица Кавадарци, на теми од безбедноста, каде што целна група се токму пензионерите и граѓаните од третото доба, а се опфатени темите измами и джепни кражби врз пензионерите и останати кражби кои што се случуваат и може да му се случат на секој од граѓаните во Кавадарци. За потоа, по завршувањето на оваа едукација, предвиден е спортски турнир, каде што во наводници кажано ќе ги одмериме силите заедно, од една страна припадници од полициска станица Кавадарци, од друга страна пензионерите од нашиот град. Целта не е кој ќе биде победник, туку целта е да го зголемиме ова наше пријателство и дружење и се со цел преку ова заедничко дружење и пријателство да создадеме поголема безбедност и сигурност кај граѓаните, посебно кај пензионерите кои што се тие кои што може и како институција, како полиција во многу случаи да ни помогнат, бидејќи знаеме дека додека помладите се на работа, децата се во градинка, пензионерите се тие кои што се оставени дома, можат да ги чуват и домовите и да забележат сомнителни лица, возила, ако има во граѓанството, во соседството, ако се нападнати некои згради, стамбени згради, во влезови, така што многу лесно можат да алармираат, да повикаат на телефонскиот број 192 и на некој начин да се вклучат во таа заедничка градење на таа заедничка безбедност што е цел на секој граѓанин на Република Македонија. Па еден период наназад немавме такви случаи, за да во средата, сега ова на 1 март, имавме еден таков случај каде што пензионерка, повозрасна жена, ја вади својата пензија од банка, околу 200 евра, директно оди на пазар и таму во згодна прилика во таа гужва, во згодна прилика од страна на непознат сторител, украден е новчаникот од поголема ташна која што не била закопчена на горниот крај и со овој пример сакаме да укажеме, сега го презентиравме тука пред присутните пензионери, во иднина да внимаваат сите граѓани, не само пензионери, бидејќи тоа може да се случи и на помлад човек, никогаш на пазари, панаџури, такви места каде што има голем проток на граѓани, каде што има гужви и турканици, да не се носат поголеми суми на пари, бидејќи криминалците не седат со скрстени раце, ги следат уште од вадењето на нивните пензии, на пари од банкомати, се движат по нив и во првата згодна прилика кога ќе има такво ненадејно туркање, движење, кога вниманието на жртвата ќе биде на една страна, тие во згодна прилика го користат тоа и од нивните джепови, јакни, ташни и така натаму, им ги вадат нивните новчаници, мобилни телефони и на тој начин вршат кражба. Сдруженијето на пензионери Кавадарци ја одржува оваа средба постојано со припадниците од полициска станица Кавадарци, која што цениме дека е добра манифестација за обука и обучување на пензионерите да се чуваат од джепчи, ги има доста во овој период, а ние сме обично старите пензионерите по-добродушни, по-кротки овака, да речем, со народски збор, и луѓе го користат тоа. Меѓутоа, ние треба да му укажем на луѓето дека овие луѓе кои што доваѓаат, обично доваѓаат и на врата и барат помош за болно дете, за не знам што, помош и така натаму, да не обрнат внимание на таквите, обично тие се измамници. Обично луѓе кои што имаат потреба, имаат они преку медиумите се јавува дека имаат потреба, има болно дете и ние сме спремни да помогнеме. Меѓутоа, ако ќе дојде на врата, не може да го одбиеш, па ќе му помогнеш. Меѓутоа, добро е што не се случило во овие години во Кавадарци да некој биде насила нападнат, како што слушаме во други населени места, има и насилство врз пензионерите. Меѓутоа, до сега нема такво десено и сме задоволни што не е тоа десено. Други прилики имаме во случај на ограни дрва, ние за тоа што работим, ги снабдуваме нашите граѓани, пензионерите со ограни дрво. Ние сме главни дистрибутери во градот за дрва, ние половина од огромното дрво оде преку нас. И имат и наши луѓе се јавуваат, викабе, сенко дрва му дадов на еден дојде ми посака пари, че ми донел дрва не ми донеси.
Ја викам каде уплати, ја му дадов на тие. Ние дрва за тоа уплачеме во Сдруженијето прва рата, а другите рати исклучиво во банка, да не може да дојде до измама и до краđа на луѓето. И тоа е, овие години сме доста задоволни и благодарни и имаме убава соработка со Стопанска банка Битола, така да такви случаи и во оваа прилика апелирам до граѓаните да не дават пари на било кој, него или во Сдруженијето или во банка. Наградите се споредна работа, важно е дружењето меѓу луѓето. Порано нашите луѓе има некоја одбивност према полицијата, се плашат ваму те таму. Со на овој начин се ослободуваат луѓето и се релаксират и се подобрува тој однос со полицијата и тоа е нашата главна цел, да се луѓе ослободат, тие се наши служби и што треба, ние треба да комуницираме со нив. И они секогаш испаѓаат во судството и ни помагаат.